Компанијата Рено го представува на салонот во Франкфурт концептниот модел Симбиоз. Според замислата на французите, автономниот електромобил ќе стане уште една соба од вашиот дом, која ќе се движи независно. За изработка на автомобилот се користени материјали што се користат за опремување на домот. Значи, откако ќе биде паркиран пред домот, Симбиоз може да се користи како дополнителна соба. Димензиите на концептот должина од 4,7 метри го дозволуваат тоа, бидејќи интериерот има големи способности за трансформација. Внатрешноста има фотели кои може да се свртат една кон друга и меѓу нив се става преклопна маса. Постои и 80 см екран. Педалите и воланот може да се сместат во предниот панел. Електроника на автомобилот е вклучена во паметен дом. Систем кој обезбедува интелектуална моќ за управување. Покрај тоа, акумулаторите на концептот може да се користат како страничен извор на електрична енергија за домашни цели. Рено планира да направи демо верзија на автомобилот кој ќе користи некои од овие карактеристики. За таа цел, автомобилот ќе биде опремен со два електрични мотори со моќност од 680 конски сили и 660 Нм, а батериите ќе обезбедуваат автономија од 500 километри. По бројните шпионски фотографии, Renault Megane RS 2018 конечно ја имаше својата официјална премиера. Во однос на агрегатот во Renault сепак се одлучила за 1,8 литарскиот турбо, на кој претходно му беа давани помали шанси во однос на 2.0 литарската единица. Станува збор за идентичен агрегат кој го користи и Alpine A110 и испорачува 280 конски сили. Кој сака поголема моќ ќе треба да почека на верзија Megane RS Trophy, која на пазарот ќе стигне пред крајот на следната година со 300 конски сили. Со цел да се контролира таквата моќност на предните тркала, секако е неопходна асистенција на шасијата и управувачкиот механизам. Од оваа причина, инженерите на новиот RS му дале две компоненти единствени во овој сегмент: For Control управување на сите 4 тркала и предна и задна хидраулична стабилизатор поддршка. Покрај тоа достапни се два типа шасија, Cup и Sport, со диференцијал со ограничено пролизгување за првонаведената. Достапен исклучиво како хетчбек со 5 врати, новиот Megane RS е опремен со новиот MultiSense систем на Renault. Во рамките на групацијата блесок на новата генерација на бестселерот на Dacia моделот Duster. По повеќе од 1 милион реализирани единици, новата Dacia Duster доаѓа не само со целосно нов екстериер, зголемено ниво на опрема, но и со нов и уште пофункционален интериер, во кој компанијата обратила сериозно внимание на квалитетот на материјалите, како и склоповите. Со формирање на нови товарни прегради, во внатрешноста на патничкиот дел има вкупно 28,6 литри дополнителен простор за багаж. Новиот Duster доаѓа со подобрен погон на 4 тркала, како и системи за поддршка при спуштање. Автомобилот ќе се нуди со избор меѓу два бензински мотори, SCE 115 и TCE 125 со мануелен менувач и два дизели, DCI 90 со механички пренос и DCI 110 погон на сите тркала, со опција за комбинирање со автоматски менувач EDC. SCE 115 исто така ќе биде достапен во модификација со TNG. Citroen е еден од оние брендови кој до неодамна го нудеше својот миниван C3 Picasso, кој сепак е заменет од C3 Aircross. Дизајнот е во стилот на други модели во гамата, со корпоративни елементи. Особено плени предниот специфичен дел, како и кросоверските поединости и додатоци. Во салонот се е стилски, модерно и младешки, како што објаснува Citroen. Има огромен таблет на мултимедијалниот систем, две бои, рачки на вратите со необична форма, панорамски покрив и проекцијски дисплеј пред очите на возачот. Голем број на додатоци, приклучоци, па дури и покривни бои се достапни, овозможувајќи одлични можности за персонализација. Задната
Задните седишта се прилагодливи во две насоки, независно еден од друг, а волуменот на багажникот достигнува 520 литри. Предните столчиња на возачот исто така може да се движат и со тоа да го зголемат просторот во автомобилот. Во основата на C3 Aircross е платформата PF1 на концернот PSA, но клиренсот на моделот, благодарение на големите тркала, е за 20 мм повеќе од оној на третата генерација на хетчбек C3, која користи истата шасија. Возилото може да се движи по секакви патишта благодарение на системот Grip Control, кој има 4 режими на работа: стандарден, песок, офроуд и снег. Меѓутоа, системот за погон на 4 тркала нема да биде достапен. Во Европа моделот ќе се нуди со бензински 3-цилиндарски мотор со зафатнина од 1,2 литри и мокност од 82, 110 и 130 конски сили, а исто така и со 1,6 литарски дизел со 100 и 120 конски сили. Сите мотори се опремени со рачен менувач, а бензинскиот мотор со 110 конски сили исто така може да се нарача со 6 брзински автоматски. По пазарното лансирање на тематските верзии Range Rover Sport SVR и Range Rover SV Autobiography, Land Rover со дебии со трета специјална понуда во своето портфолио со варијанти SVX на новата генерација Discovery. Ова е најекстремен автомобил во целата историја на марката, кој дебитира во предпроизводна верзија, опремен со 5-литарски V8 мотор со 525 конски сили и 625 Нм вртежен момент. Луксузната офроуд верзија на моделот доаѓа со зголемен клиренс, особено доработената адаптивна суспензија Terian Response 2, Hydraulic Active Roll Control System, специјални гуми Goodyear Wrangler, 20-инчни филни, оптимизирана 8-степена роботизирана менувачка кутија и друго. Друга интересна технолошка новина кај Discovery SVX е интеграцијата на системот Pistol Shifter за префрлување на режимите на работа на преносот, кој го заменува познатиот досега драйв ротационен модул и кој според Land Rover нуди подобро чувство за време на владењето на офроуд режимот. Интересна беше и изведбата IPC Trophy, електричен автомобил со високи перформанси кој ќе се надпреварува во новиот и Трофи шампионат. Овој шампионат ќе биде организиран покрај Формула 1 шампионатот и ќе започне при крајот на 2018 година и е прва тркачка серија со електрични автомобили на батерии. Тука ќе земат учество 20 примероци од моделот I-Pace и Trophy, кои ќе се надпреваруваат на улиците на Хонг Конг, Париз, Сао Пауло и Њу Йорк. Блесок на концептот на Kia Proceed крај мајна, кој на свој начин е визија за новиот стајлинг на компактниот сит. Прототипот ја комбинира динамичната визија на својот претходник со флексибилност и функционалност. Обликот на прототипот наликува на перка на ајкула, што го објаснува недостатокот на без столбови, додека страничните облини оддаваат чувство за поголем волумен и ја нагласуваат мускулистата форма на задниот дел од возилото. Прототипот е направен во лава ред екстериер, комбинација на рачно нанесени слоеви на црно, хром и црвен лак. Внатрешноста на моделот е инспирирана од бутик за висока мода. Задните седишта се во рачно изработана црна ткаенина со сатинирани нишки кои се прелеваат во внатрешниот дел на вратата. Kia Stonic е исклучително важен модел за брендот. Импресивниот дизајн на Stonic во целост го открива потеглото на моделот. Решетка од тип на корпоративниот тигров нос е нагласена со хромирана рамка, а тарга стилот им нуди на клиентите да изберат меѓу 20 двобојни комбинации. Внатрешноста им нуди на идните сопственици, како и надворешноста, секако различни можности за персонализација. Ергономски дизајниран, моделот е опремен со голем број на иновативни технологии за подобрување на удобноста, практичноста, поврзувањето и безбедноста. Благодарение на интелигентниот дизајн, внатрешниот простор е зголемен со водечки простор во сегментот за рамената, нозете и главата на патниците. Stonic е екипиран со најновите Kia бензински и дизел мотори, дизајнирани да ја максимизираат механичката ефикасност. Инспириран од формата на популарните компактни кросовери на Kia, Picanto X-Line ќе демонстрира нов динамичен
приличен изглед заедно со најдобрите квалитети на моделот. Резултатот е посигурна, но сепак исклучително компактна форма, обезбедувајќи уште појасна видливост за возачот. Picanto X-Line доаѓа со 1.0T GDI мотор со 100 конски сили, најмоќниот модел во сегментот во историјата на брендот. Компанијата Nissan Motors забележа импресивен подвиг откако ја мина границата од 150 милиони произведени возила. Јапонскиот концерн е создаден уште во 1933 година, а во 1999 станува собственост на францускиот Рено, кој го купува контролниот пакет акции. Nissan е најголем извозник на автомобили откако уште во 1958 година стапна на најважниот пазар Северна Америка. Од 1962 година компанијата почна да продава возила во Западна Европа. Незините фабрики, освен во Јапонија, произведуваат возила во САД, Кина, Индија, Мексико, Велика Британија, Шпанија, Јужноафриканската република и Русија. Јапонците го произведуваат 10 милионскиот автомобил во 1971 година, а во 1990 ја преминаа границата од 50 милиони. Бројката од 100 милиони беше достигната во 2006 година, а сега веќе таа е над 150 милиони. Најпопуларниот модел на Nissan е Sunny, кој почна со производство уште во 1966 година и досега од него се продадени повеќе од 16 милиони единици. Во 2006 година јапонската компанија го пушти на пазарот и првиот масовен електромобил на светот, Leaf. Но поинтересно е дека уште во 1947 година Nissan произведувал автомобили на струја, моделот Tama. Во моментов компанијата е собственик на трговските марки Nissan, Datsun и Infiniti, а освен автомобили, јапонците произведуваат мотори за чамци и бродови, елементи од одбраната, како и ракетни агрегати. Групацијата Volkswagen го објави стартот на истражувачкиот проект L3 Pilot, кој ќе трае 4 години. Неговата цел е да ги тестира системите за автономно движење на автомобили во 11 европски земји. За целта ќе бидат тестирани 100 возила опремени со автоматски пилоти со стандардни SEA за трето и четврто ниво. Тие ќе бидат водени од 1000 возачи како во урбаните области, така и на автопатите и меѓуградските патишта. Резултатот од тестот ќе послужи за подобрување на технологиите за беспилотни возила. Буџетот за програмата е 68 милиони евра, од кои 36 милиони доаѓаат од Европската комисија. Лидер и координатор на проектот е Volkswagen Group, која ќе соработува со Audi, BMW Group, Fiat, Daimler, Ford, Honda Europe, Jaguar Land Rover, Opel Automobile, Grup PSA, Renault, Toyota Motor Europe, Volvo Car Corporation, Autoliv, Delphi Deutschland и FEV Group. Според експертите, ова е прв во светот проект кој ги тестира комплексните функции за автономно движење во реални услови од сите видови. За таа цел ќе се користи и поддршката на голем број организации. Од страна на научно-образовните институции ќе учествуваат Германскиот аерокосмички центар, како и универзитетски институти од Германија, Италија, Финска, Велика Британија, Норвешка и Австрија. Меѓународната автомобилска федерација FIA исто така ќе биде консултант. Наред е петото поколение на Seat Ibiza, која е веќе во понуда и на македонскиот пазар.
По 4 генерации новата Seat Ibiza пристигнува опремена со најновите технолошки новитети, извонредна динамика и значителни подобрувања во понудата на просторот во внатрешноста. Вреди да се истакне дека најуспешниот и најдолговечниот Seatов модел на сите времиња во изминатите 33 години од своето постоење продаден во 5,4 милиони примероци и претежно ја освојуваше помладата популација на клиенти на шпанската марка. Сеатовиот бестселер за оваа цел е во потполност преработен, каде сепак се зачувани неговиот младешки и спортски дух, функционалноста, а веќе напоменавме за скалило погоре екренат, степенот на комфор. Новиот свеж дизајн го рефлектира трендовскиот карактер на Seat, држејќи се за ДНК на групацијата, но со нагласени, поизразени, повозбудливи аеродинамични површини. Дека сите адути се фрлени на петата генерација на моделот, доволно зборува и податокот што Ibiza е првиот автомобил од Volkswagen концернот кој е направен на компактната MQB платформа со ознака A0. Новата конструкција не влијаеше премногу на должината и на височината на возилото, но затоа има своевиден ефект на широчината. Возилото е сега со должина од 4059, широчина 1780 и височина од 1444 метри. Во споредба со претходниот модел, новината е поширока за неверојатни 87 мм, а вреди да напоменеме дека е за 2 мм пократка, а за 1 пониска. Зголемувањето на широчината секако влијаеше на уште поагресивниот динамичен и спортски изглед. Меѓуоскиното растојание е зголемено за 95 мм и сега изнесува 2564 мм, што потенцира каде е тајната за поголемата пространост во внатрешноста. Кон ова треба да се додаде и дека багажникот е поголем за 63 литри, па сега неговиот волумен изнесува 355 литри, што е рекорд во сегментот. Малиот спойлер на покривот, нагласениот надолжен премин на предницата, чија форма ја пратат и светлата, кои за оваа прилика се со LED технологија, која доаѓа до израз особено ноќе, па некако му додаваат свој белек на автомобилот и го чинат поблизок со својот поголем брат Леон, надворешни ретровизори со остри линии, како и трапезоидните маски со изглед на издови кои ги донесува FR пакетот, го наметнуваат чувството дека сепак сте во спортски нагласена изведба. Овој филинг вредните дизајнерски прсти на шпанскиот производител на свој начин го пренеле и во внатрешноста. FR стајлингот продолжува со спортски профилираните предни седишта, преслечени со алкантара и кожа во кој се седи 49 см над подлогата, алуминиумските педали под нозете, управувач со двојни црвени рабови и делови со перфорирана кожа. Во однос на претходната генерација на вистина има доволно место во патничкиот простор, како напред, така и позади. Возачот има повеќе простор за колената и над главата, а не е занемарлив податокот за дополнителните 7 см во широчина на кабината, што секако ја надополнува врвната ергономичност. Со просторот во внатрешноста, Ibiza е во самиот врв во својот сегмент, а единствениот конкурент што и се приближува е најновото поколение на Kia Rio, кое веќе го имавме на тест. На крајот треба да истакнеме дека има промени на инструмент таблата и централната конзола каде доминира 8-инчниот екран чувствителен на допир. Одлично позиционираниот мултимедиски состав е апсолутна новост за Ibiza и донесува многу можности за поврзување со Android Auto, Apple CarPlay и Full Link. Моделот што ни беше понуден на тест од страна на Porsche Македонија беше опремен со 3-цилиндерскиот 1-литарски TSI турбобензиски мотор, кај кој е ставен акцент на еластичноста. Ова велат во Seat е погонска единица која го пополнува просторот меѓу атмосферскиот мотор со 75 конски сили и помоќниот турбобензинец со 115 конски сили. Рака на срце од еден ваков мотор со 95 коњи и вртажен момент од 175 Нм, чиј максимум е меѓу 2000 и 3500 вртежи. Не треба да се очекува чуда, но со оглед на перформансите од 0 до 100 км/ч за 10,9 секунди и максимална брзина од 182 км/ч, ние би рекле респектабилно.
Моторот е во спрега со 5-степен мануелен менувач кој воодушевува со брзите измени на брзините, а е и мощно прецизен. Односот на вртежите е соодветен во секој пренос, а тоа придонесува и за подобра потрошувачка. На нашиот тест таа изнесуваше околу 6,7 литри на 100 изминати километри во просек, што е релативно добро. Забелешка само на малата зафатнина на резервоарот, па автономијата на возилото е мала. FR пакетот донесува нешто подцврсто подпирање, што е последица на 17-инчните тркала со 45-ка профил на гумата, а со ова и покрут управувач. Ова влијае на стабилноста, која е уште еден атрибут на новата генерација на шпанскиот субкомпакт. Тоа се чувствува веднаш, а особено во свиоците. Агилната ибица во FR издание плени и со одличната изолација на кабината. Моторот, иако со цилиндри, воопшто не се не слуша внатре, евентуално при нагли забрзување и при поголеми вртежи, што секако го надополнува спортскиот филинг, а бучавата од ветрот и тркалата почнуваат да се чувствуваат дури кога се надминуваат дозволените брзини на патот. На крајот, новата Seat Ibiza, освен со атрактивниот, привлечниот и свеж изглед, има многу атрибути кои може да ги освојат идните клиенти. Веќе ги напоменавме добрите возни својства, сериската опрема од кој истакнавме многу поединости, а треба да ги додадеме и фронт асист составот, кој препознава припреки и автоматски ги активира со пирачките, потоа повеќето системи од полето на безбедноста и сигурноста, кои придонесоа новината да се здобие со 5 звезди на Euro NCAP тестирањата. Сето ова во вака спакувана изведба чини 16.433 евра, но треба да го издвоиме податокот дека цената на основниот модел Ibiza 1075 референс е 12.903 евра. Seat објави дека компанијата постави нов светски рекорд за Гинис, откако за време на специјално организиран настан, на едно место се собраа повеќе од 600 представници на еден од најпознатите модели на шпанската марка 600. Организиран по повод 60 години Seat 600, на настанот што се одржа на легендарната патека Каталонија, беа присутни импресивни 787 представници на моделот, а вкупниот број на посетители беше повеќе од 4000 лица. Моделот 600 е незаменлив дел од шпанската историја, автомобил кој даде поттик за моторизација во еден важен период во развој на земјата, истакна Лука де Мео, председател на Seat, за време на официјалното врачување на уверението за новиот рекорд. Со неговото производство Seat стана еден од главните играчи на шпанската индустрија, каков што е и во моментов. Euro NCAP објави интересно видео кое ни овозможува да доживееме некои од крајно непријатните искуства што автомобилите и експерименталните кукли минуваат низ тестовите што организацијата ги реализира врз секој нов модел што пристигнува на европскиот пазар. Без оглед на тоа колку се модерни и сигурни новите автомобили, чија технологија достигнува неверојатни совршени размери, од видеото уште еднаш станува јасно дека најважниот безбедносен систем во случај на катастрофа останува сигурносниот појас. Hyundai ги представи двете нови засилувања во модификационото портфолио на хит извидбата i30, првата во историјата на брендот специјално развиена спортска варијанта i30N, како и целосно новиот i30 Fastback. Hyundai i30N е дизајниран со идејата да понуди најдобра можна комбинација на спортско однесување на патот, за трки, можност за персонализација и секојдневна релевантност. Hyundai i30N дебитира со 2.0 литарски турбомотор со максимална моќност од 275 конски сили во верзијата Performance Pack и 250 во својата стандардна изведба и 353 Нм вртежен момент
во спрега со 6-степен-рачен менувач. Hyundai i30N Performance може да забрза до стотка за 6,1 секунда, а максималната брзина е 250 км на час. i30 Fastback повидува сосема нов тип на C-сегмент купе и е наменет за оние кои сакаат стил, мода и класа. Автомобилот ветува да предложи на европските потрошувачи луксузен дизајн, емитување на спортско купе со намалена за 25 мм височина во споредба со стандардната i30 и висококвалитетни материјали и изработка, но по цена достапна за секого. Hyundai i30 Fastback ќе се нуди со избор меѓу два бензински турбомотори, 1,4 литарски TGDI со 140 конски сили и 1.0 TGDI со 120 конски сили. На крајот, секако и за официјалната европска премиера на кросоверот Kona. Светска премиера на меѓународниот саем во Франкфурт забележува и новата верзија на легендарниот Toyota Land Cruiser. Технологијата High Power дебитира кај CHR кросоверот, а подоцна ќе се појави и кај други модели на брендот. Во Западна Европа, новиот Land Cruiser ќе се нуди во верзија со 2,8 литарски D4D турбодизел со 177 конски сили, а на источните пазари возилото ќе биде достапно и со избор помеѓу 2,7 литарски VVTi со 161 конски сили. Во комбинација ќе и 4 литарскиот бензински мотор VVTi со 250 конски сили, блесок и на спортската верзија на CHR, помоќна хибридна единица. За разлика од стандардниот CHR, прикажаниот во Франкфурт модел доби посебна боја, Dark Carbon и 20-инчни филми. Кровот на кросоверот е покриен со посебен филм со кристали. Во интериерот е поставен 8-инчен екран на допир и модернизиран информациско-забавен систем HMI. Самиот кросовер CHR е изграден на новата платформа на јапонскиот производител Toyota New Global Architecture. Моделот е разработка на европската поделба на компанијата, а тој ќе биде во основата и на нов електромобил кој треба да биде готов во 2019 година. На салонот во Франкфурт Toyota го представува исто така и спортскиот Yaris GRMN со 1,8 литарски мотор со 210 конски сили и студиски развој Hilux Invincible 50. Свој деби за време на меѓународниот салон во Франкфурт забележува целосно електричниот прототип Honda Urban EV концепт. Новиот концепт е развиен на целосно нова платформа и го демонстрира правецот на развој на технологијата и дизајнот, кој можеме да ги очекуваме во идните електрични креации на брендот. Демонстрира чист и пријатен за око дизајн, должина 10 см помала од онаа на Jazz, амблем со сино осветлување кој ја обележува иднината на електричните на брендот, дополнителен надворешен информативен екран на кој може да се отсликаат системски пораки, просторен интериер со интересно решение за безбедносните ремени на задните седишта и друго. Концептниот развој Urban EV концепт дебитира со персонален асист систем Honda Automated Network Assistant, која е во состојба да ја регистрира емоционалната состојба на возачот врз основа на што да донесува одлуки и да дава предлози за подобрување на општата состојба. Suzuki ја представи спортската верзија на својот брз хеджбек на салонот за автомобили во Франкфурт. Автомобилот доби додаток спорт во името и се позиционира како конкурент на Ford Fiesta ST. Хеджбекот е опремен со 1,4 литарски бензински турбомотор со 4 цилиндри. Моќноста на агрегатот е 140 конски сили, а во моментов тој се вградува на моделот Vitara S. Моторот се комбинира со 6 брзински мануелен менувач. Тежината на автомобилот е 970 кг, што е 80 кг помалку од претходниот Swift Sport. Во Франкфурт блесок на кинезите во интересна форма, со своји брендови специјално формирани за настап во Европа. За време на изложбата во Франкфурт, Exceed, која е продолжена рака на Chery, ја направи својата премиера на својот прв модел, кросоверот TX.
Тој е изграден на целосно нова платформа на која може да бидат надградени опции со хибриден, плагин и електричен погонски систем слично на Hyundai Ioniq. Првпат на пазарот ќе се појави плагин моделот кој располага со 1,5 литарски агрегат, помогнат од електромотор. Нема податоци за системската моќност, но се вели дека забрзувањето од место до 100 км на час ќе трае не помалку од 6 секунди. Освен тоа, само на електрична енергија автомобилот ќе може да вози до 70 км. Со оглед на оваа вредност, просечната потрошувачка на гориво за првите 100 км е само 1,8 литри. Breitling подготви ограничена серија на рачни часовници за да ја одбележи новата генерација Bentley Continental GT. Серијата од 500 изведби е во колоритно решение користено за модели од марката во темно син тон Dark Sapphire. Телото на часовникот е направено од материјалот Bright Lead, кој е полесен и посилен од титаниум или челик. Диаметарот на хронографот е 48 мм, а фабричкиот механизам B06 е сертифициран од Швајцарскиот институт за официјално тестирање на времето. Капацитетот на работа е над 70 часа, водоотпорен до 10 атмосфери, а ременот е од гума. Во јануари исто така во чест на моделот со моќност од 700 конски сили, Continental Super Sports, компанијата Breitling подготви специјална верзија Super Sports B55. Тој е со тело од титаниум, 2 дисплеја со задно осветлување и функција за поддршка на 2 временски зони истовремено, како и поврзување на паметни телефони преку Bluetooth. Breitling и Bentley работат заедно од 2003 година, кога швајцарците го направија часовникот за контролната табла на Continental GT за прв пат. Нивниот најскап развој е дополнителен часовник за Bentayga, кој чини околу 150.000 евра. Единицата Applied Technologies на McLaren Technology Group разви уникатен систем за заштита на човековите ребра и гради, користејќи технологии и материјали од Формула 1. Уредот го доби називот Project Invincible, направен е по нарачка на познат милиардер, собственик на нивно возило. Клиентот побарал помош од McLaren Technology Group, бидејќи имал неколку операции при кои биле оштетени од бранбените карактеристики на градите. Тој побарал не само заштитни карактеристики, туку и да не се забележува носењето на уредот. Специјалистите на компанијата направиле 3D модел на телото на нарачателот, употребиле медицински податоци и развиле штит кој се прицврстува во 3 точки со плочи од гел кон посебна кошула. Во конструкцијата на штитот е користен хајполимер Zylon, развиен во 1980 од Американскиот истражувачки институт SRE International и се користи во кацигите на пилотите од Формула 1. Тестовите за цврстина на конструкцијата поминале во истите лаборатории каде се проверуваат монокок конструкциите на болидите во Формула 1. Првиот обид бил имитација на удар од топка за куглање која паднала од високо. Штитот го положил тестот, а потоа во Мекларен симулирале различни ситуации. На потекот од Трогир до Пак имавме извонредна прилика да се запознаеме со вредностите и деталите на најновите остварувања на штутгарскиот спортски гигант, со кој најавува влез на голема врата во една друга сфера. Panamera Sport Turismo, караванска изведба на најпрестижната лимузинска верзија на Porsche, е трета изведба врз Panamera по стандардната и продолжена верзија Executive.
Едноставно ова остварување би требало да го квалификуваме како караван за чија петта врата се кријат сосема солидни 520 литри или 50 литри повеќе. Ама некако не оди на караван со Порше, па би се изразиле онака трендовски shooting brake модел со 5 врати. Нема сомневање дека оние 520 литри импресионираат, но со оглед дека мора да го опишеме до крај ова остварување, чија главна цел е токму потребниот простор, да потенцираме дека со соборување на задната клупа расте дури до 1390 литри. При тоа пристапот до онаа црна дупка е лесен, а ефикасноста извонредна. Па така, без никаков срам, освен на семејно или деловно патување со изведбата, можете да се упатите до IKEA по некое парче од мебелот. Што се однесува до вкупните димензии, вака креираната Panamera Sport Turismo пристигнува со должина од 5049 мм, широчина од 1937 и само 5 мм поголема висина од обичната Panamera. Интересен е и фактот што во Panamera ST на задната клупа може да се сместат тројца, поточно 2+1, а во обичната само двајца патници. Големата новина кај оваа изведба секако е активниот заден спойлер, кој се регулира во 3 нивоа, во зависност од управувањето и брзината. Како што ни беше предучено, во понуда ќе се најдат следниве изведби: Panamera 4 Sport Turismo со 330 конски сили, Panamera 4e Hybrid Sport Turismo со 462 конски сили и Panamera Turbo Sport со 549 конски сили. Најинтересна е втората изведба која пристигнува со 4-литрски Twin Turbo V8 со спрега со 8 степен ПДК менувач со 2 спојки, кој силата ја пренесува на сите 4 тркала. До стотка забрзува за 3,8 секунди, 3,6 со спорт хроно пакет, а максималната брзина е 304 км на час. Што се однесува до возните својства во кои можевме да се увериме во целост, на овој 5-метарски караван капата долу. Благодарејќи на воздушното потпирање едноставно лепти на патот, а турбодупката карактеристична за ваквите машини овде е во целост испеглана. При зголемени брзини турбото ги покажува своите заби, особено во модовите Sport и Sport Plus. We're here in Croatia presenting two new models of the Porsche Panamera product line, the Panamera Sport Turismo and the Panamera Turbo SE Hybrid. After presenting the first design study in the 2012 Paris Motor Show, we received excellent feedback from both customers and the press. The Panamera Sport Turismo is the first of its kind in the luxury segment, with its typical Porsche DNA, Porsche performance, day-to-day usability and versatility, with a 4+1 seat and the adaptive aerodynamics. The Panamera Turbo SE Hybrid, our top model, is the fastest and most powerful plug-in hybrid in the luxury sedan segment. When I say the fastest, I mean acceleration in every speed range and top speed. With its 918 Spider DNA, it delivers the ultimate drive performance experience. The V8 bi-turbo engine coupled with the electric motors produces 680 horsepower with a torque of 850 Newton meters, which enables the Panamera Turbo SE Hybrid to accelerate to 310 kilometers an hour and a 0 to 100 time in just 3.4 seconds. We are here with Auto Plus magazine, and we are sure that these exciting additions to the Panamera product line will meet the expectations of our customers in Macedonia. Освен Panamera Sport Turismo, германците во Трогир ни ја представија и пеколната хибридна варијанта Panamera Turbo SE Hybrid, моментно најмокниот модел во понудата со вкупно 685 конски сили. Всушност се работи на комбинација на V8 Twin Turbo агрегат, кој развива моќ од 549 конски сили и електромотор со 136 конски сили. Навистина е прекрасно задоволството да се најдете задуправувачот на оваа зверка, која до стотка забрзува за 3,5 секунди и која вртоглаво достигнува до максималните 310 км на час. Агрегатот е во спрега со автоматски 8-степен менувач ПДК со 2 спојки. Само во електричен режим Panamera Turbo SE Hybrid може да патува 50 км. Времето за полнење на батеријата трае 6 часа,
со стандарден полноч со 2,4 киловат-часови или за 2,30 часа преку опционален модул за полнење со 7,2 киловат-часови, што се однесува до опремата. Тука се сериски 21-инчни тркала позајмени од 911, керамички сопирачки со 42 см диаметар на дисковите, сите системи за контрола на шасијата, како и Porsche Torque Vectoring Plus. За цените не стана збор, но како што можевме да дознаеме од неврзан разговор, тие ќе бидат за 10% повисоки од стандардната Panamera.